Драги мои, здраво! Добро дојдовте во уште една емисија на Готвиме со Маја. Јас сум Маја, вашата домакинка, ова е мојата кујна, а вие сте во мојот дом. Во мојот дом често се готват најразлични рецепти. Долго време бев вегетаријанец. Вегетаријанец бев од етички причини, едноставно не сакам да јадам месо, голем љубител на животните сум. Меѓутоа, со текот на годините имав некој здравствен проблем поради кој морав да почнам да јадам месо. И добив деца, а децата мора да ги оставите сами да одлучат дали ќе бидат вегетаријанци. И сега не сум нешто љубител на месо, меѓутоа долгите години вегетаријанство допринесоа да имам еден куп вегетаријански рецепти кои можат многу добро да ви се најдат кога сакате брзо нешто да сготвите, нешто убаво, нешто здраво, нешто вкусно. Денеска ќе ви подготвам вафли. Вафлите се многу едноставни. Основата на вафлите е брашно, јајца, некое млеко или вода, зависи колку сакате да биде тешко тестото. Моите ќе бидат малку поразлични, ќе имаат малку повеќе месо, вегетаријанско месо, ќе ставиме тиквички. За да ги направиме овие вафли, ќе ставиме една тиквичка, јас имам 2 половинки, што ќе ги искористам. Многу мразам да се фрла храна, користете комплетно целата храна, зачувајте ја, конзервирајте ја. Во некои следните емисии ќе ве научам како да ги конзервирате остатоците од зачини. Можеби ве вака парченца кога ви се оставени. За време на карантинот баш открив како да направиме здрави залихи на храна, баш и пишував за тоа по социјалните медиуми. Многу од нас направија грешка можеби, става во залиха храна која не е здрава, која може да ви го наруши имунитетот. Јас подготвувам зимница и магацин на малку поздрав начин. Зачините сецкани ги ставам во маслиново масло, во коцки за правење мраз во фрижидер и кога ќе ги ставите така, тие остануваат свежи се секогаш и можете да ги употребите во манџа. Потоа можете да направите основа од тиквица, морков, еве вака како ви остане нека половинка, да ја пропржите и да ја ставите во малечки теглички, да ја конзервирате на оној баш стар познат македонски начин како што конзервираме ајвар или било која зимница. Ке се учиме натака за тоа. А сега јас ке искористам мојот остаток од тиквица во моите вафли. Значи една тиквица. Ја рендате во длабок сад. Не ја цедите течноста. Течноста од тиквицата ќе ја искористиме за да ги подготвиме вафлите. Ке почекаме малку, ке засолиме за малку да ја пушти водата и да создаде течност. Засолете. Ставете на страна. Следното ни е спанак. Тука имам околу 2 чашки спанак. Ќе ги сетнем и ситниме ситно. Тие ќе бидат зеленото и дополнителниот вкус во нашите вафли. И ситнете ги навистина ситно, заради тоа што ако се во големи парчиња, ќе ви се појават како листови изгорени на тостерот за вафли. Не знам дали сте знаеле, меѓутоа пакет МК имаат феноменална пилјара и свежиот зелен џокјувоши може да дојде на вашата врата со само еден клик на вашиот телефон. Ова е мојот. Ставаме натре. Промешуваме. И спанакот и тиквицата ќе ја пуштат својата течност. Во смесата додадете 2 јајца. Додадете од 50 мл од ладно цедено масло на витаминка. Јас ќе додадам од око. Иако ви делува дека можеби не знам што правам, секогаш ги знам мерките во детал колку се. Ви ветувам дека е така. Ќе промешаме.
Ова е прекрасна база за деца. Ако не сакате деца, ако имате деца кои не сакаат зеленчук, во ова може да скриете што сакате. Едноставно тиквицата изрендате ја на поситно и внатре скриете брокула, карфиол, било каков зеленчук, бидејќи кратко се пржи на тостерот за вафли и зеленчукот ќе ги задржи своите витамини и минерали, нема брзо да се уништи. Ставам уште масло, малку масло. Мешам за да ми пушти тиквицата малце вода. Мешајте и вие. Ке додадам 3 чешниња лук. Се надевам дека сега не седите пред малите екрани, не викате доста оваа со тој лук. Сите јадења мирисаат на лук, не е точно, ова нема да мириса толку на лук, бидејќи лукот нема да се пропржи, ќе го имате само на грицкање. Со се лушпа внатре доколку имате гмечалка. Целосно ќе се изгмечи. И третото. Само мене ли ми се допаѓа овој мирис? Не знам. Навистина не знам. Промешуваме. И го додаваме брашното. Јас имам 150 грама брашно од спелта. Го избрав бидејќи ми делува здрав рецептот, сакав да биде комплетно здрав рецептот. Вие можете да ставите и бело брашно, ржано брашно, интегрално брашно. Секако да знаете дека вафлите ќе бидат прекрасни. Промешајте и никогаш не заборавајте, ја за малку сега ќе заборавев, прашак за пециво. Убаво мешајте се да се соедини. Дајте му 2-3 минути мешање, бидејќи не е структурата на тестото како она за вафли. Она тесто за вафли има баш како кисело млеко, некоја таква густина. Ова е малку погусто, намерно е погусто, бидејќи има многу зеленчук внатре и при печењето тој ќе пушти дополнително вода. На крајот убаво засолете. Баш убаво. И тоа е тоа. Ова се вашите вафли за денес. Овој рецепт е погоден, например, и во хроноисхраната, доколку сте на некоја диета, за некој доручек, бидејќи содржи брашно. Може да го користите во диети, ако сте по хроно, по кето диета. Апсолутно е погоден за таков тип на диета. Ето го. Вака изгледа нашето тесто. Сигурно, гледајте како, значи, баш е густо. Меѓутоа, кога го ставиме во тостерот за вафли, ќе формира прекрасна кора и ќе направи убава вафла. Само да го уклучам. Нашиот тостер за вафли веќе е стоплен. Треба да биде навистина топол. Ќе ставам малку масло. Овој пат ќе употребам брилијант, бидејќи масло сончогледово, бидејќи само ќе го премачкувам, не сакам да ми доминира и од надвор маслиновото, и ќе го премачкам тостерот за вафли. Доколку правите обични класични вафли во кои има навистина големо количество на масноти, не мора да го премачкувате тостерот, но овој рецепт е малку посув и бара да биде премачкано. Мојата е силиконска четка, доколку имате некоја која не е силиконска, можно е да ви се залепи, внимавајте. Не користете пластични четки на тостер за вафли, бидејќи е топол буквално како скара, како рингла. Убаво разнесете ја прашината. Веднаш масло. Еве да ви покажам како тоа ќе го направиме.
направите, убаво ќе го разнесете. Меѓутоа, кога ќе притиснете, тој ќе се разнесе самиот. Оставете секоја вафла да се пече додека не се одвои од ринглите и не направи златно кафеави рабови. Додека нашата вафла се пече, јас сакам да ви подготвам еден многу едноставен, најлесен на светот намаз со кој би ви препорачала да ја конзумирате, повторно здрав. Имам едно авокадо. Авокадото е многу здраво, содржи многу добри масни киселини и е вегетаријанска замена за можеби за месото, бидејќи е еден од поглавните извори на протеини. Јас го вадам со лажица. Многу лесно се лупи. Ја вадиме коската. За да проверите дали авокадото е зрело, моето е полузрело. Да проверите, секогаш ќе земете едно авокадо, ќе ја тргнете малото парченце што е дел од дршката. Ако внатре бојата е светло-зелена, авокадото е недозреано. Доколку бојата е темно кафеава, тоа е презреано, а доколку бојата е убава зелена, баш оваа зелена боја на авокадото, тоа е доволно созреано за конзумирање, доволно меко. Ќе го иситнам на полумесечинки и потоа ќе го иситнам за да можам да го изгмечам во тањер. Сакам да направам сос, намаз од авокадо, крем сирење. Само да ја проверам мојата вафла. Ете, почнува да се одлепува, меѓутоа не е се уште готова. Се уште не е готова по краивите. Со вилушка ќе почнете да го гмечите авокадото. Доколку е зрело, тоа ќе ви оди лесно, моето не е толку зрело. Не сум направила добар избор денес. Убаво ќе го изгмечите. Ќе направите вид на каша, нека има малце поголеми парченца. Тие ќе ви бидат изненадување на секој ваш залак. Додадете малку крем сирење. Повторно да провериме нашата сериозно љута вафла. Не е се уште готова. Простете, ама едно чешна лук. Само едно. Само малку да замириса. Така. Сол. И пробайте за вкус. Ще малку сол. Прекрасно. Мислам дека е мојата вафла веќе готова. Веќе почнува да се одлепува самата. Може би што 2 минути.
За тоа време ќе насечкам декорација. Обожавам домати, посебно во летен период. Мислам дека нема ништо поубаво од зрел домат, а нашите сорти се дар од Бога. Замислете сега еден јабучар да има во овој период. Зошто ги нема цела година, мене навистина не ми е јасно. Чиниме сервирање. Ете нашата вафла. Веќе е готова. Внимателно, бидете внимателни, многу е топла. Совршенство во чинија. Ставете малку од кремот и неколку домати. Малку сол на доматите. Тоа е тоа. Вака изгледа совршенство на чинија. Јас да продолжам да ги правам моите вафли. Здрав рецепт доаѓа и здрав десерт. Сега не дека ово е толку многу здрав, меѓутоа може да биде здрава замена за чоколадна торта, исто толку е вкусен. Денеска сакам да ви покажам како да направите повторно десерт од овошје. Ви кажав дека не ме бива ни за торти, ни за колачи, ни за нешто што захтева многу внимание, нешто што захтева многу декорирање, ама добро се снаоѓам и се вадам со овие рецепти. Денешниот рецепт ќе искористам праски. Праските можете да ги најдете ни цела година во маркетите, поскапи се во зимскиот период, меѓутоа еве да речеме дека ова ќе биде прекрасен десерт за летно време. Убави праски. И сечете ги на половинки. Внимателно отстранете ја коската. И половинките премачкајте ги со масло. Јас ќе користам брилјант масло, сунчогледово. Не сакам да ми се замириса на ниеден друг вкус. Ставете масло, бидејќи шеќерот во праските ќе може да загори на скарата. Убаво премачкајте, јас ќе ги печеме само од долната страна. И на загреана тава ќе ги ставиме со пресечениот дел на скарата. Не ги излупив, бидејќи сакам топлината да навлезе преку мекиот дел на праската, а кората на праската да направи еден вид мембрана со која ќе ја зароби топлината, бидејќи е многу потешка да излезе топлината од кората. Кората сакам да остане крцкава за кога ќе притиснете, да имате неколку нивоа на текстура. Сакам да добиете дел од кората, која има понеутрален, ама таков рустичен вкус, внатре меката праска и најдоре изгорената праска, испечена на скаратавче. Ќе ја намалам температурата на средно ниво, ќе ги ставиме на средна температура неколку минути, 5-6 минути, или додека не добијат црни траги од скарата. Во меѓувреме ќе ги подготвиме двата соса, ќе подготвиме путер сос, односно путер и мед кој ќе го ставиме најгоре, и наједноставната рецепта за крем, каде имате 3 лажици павлака,
и 3 лажици шекер во прав. Овој крем ми го покажа Вики. Работев интериер во нивниот стан и секогаш знаеше да изненади со прекрасни рецепти. И кога немаше што да подготви додека сме дома и нешто разговараме, ни подготвуваше овошје со сосот павлака. Кисела павлака, значи не павлака за готвење, и само грубо ќе измешате. Ќе додадам малку ванила. И ќе промешам. Мириса на рај. Не знам за вас, меѓутоа мене мирисите ме враќаат во живот. Секогаш кога сум вознемирена, анксиозна, секогаш барам некој познат и убав мирис кој ме враќа на убаво место. И така се смирувам. Ова е еден од нив. Само да ги провериме праските. Вака треба да изгледаат. Нека не ве плаши изгореното. Тоа е карамелизирана е праската и шекерот и ќе биде прекрасен додаток на вкусот, на вкусовите. Ги исклучив, ќе ги оставам уште малку, да ги спремам во чинија за сервирање. Прекрасно. Врз нив ќе ставиме малку од нашиот сос. Врз секоја. И круната ќе подготвиме путар сос. На ниска температура, сакаме само да го растопиме путарот и да го споиме со медот. Ставаме 2 лажици несолен путар. И го ставиме да се растопи. И внатре ќе додадеме 3 лажици мед. Значи путер сосот го мешаме додека не се појават првите меурчиња. Не сакате да го вриете путерот ниту медот, сакате само малку да се соединат и да имаат таа топла нота врз сосот од павлака. Додаваме уште малку ванила. И цимет. Го мешаме. Еве како треба да изгледа. Убаво, топлиот сос, прелите го врз праските. Прекраснотија во чинија. По неколку лажици. Јас би го исркала ако некој би го даде, толку е вкусен. Ама сега ќе ставам неколку лажици. И на крајот, нема без изненадување, ставаме неколку ливчиња свежа нане. Доколку немате нане, ставете рузмарин, ставете мајчина душица. Тие се тука за да ви направат една сензација и изненадување во вашата уста. Секој рецепт е комбинација која, доколку не го конзумирате заедно, односно не го гризнете со се што замислил готвачот, ќе ви недостасува сензацијата. Така јас ве советувам да му дадете шанса на нането и салатата во десертот.
беше мојот избор за денеска. Се надевам дека не ве разочарав и дека направив добар избор, добри рецепти кои ќе се најдат на вашата трпеза. Се надевам дека ќе се охрабрите да ги направите и ќе пробате нешто различно денеска. А ние се гледаме веќе утре во новата епизода на Готвиме со Маја.